Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Колекторски систем нема да дозволи исклучување на струјата и влевање на фекална вода во езерото, уверува директорот Алексиевски. Разговори за касарна е настанот на кој ќе бидат представени истражувањата за реупотреба на просторот кај поранешната Охридска касарна. Еминентни научници од светот по туризам и осигурување дел од двете научни конференции на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Водена бомба во Италија. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и топло со максимални 28 степени Целзиусови. Попладне ќе дојде до зголемување на облачноста, а во текот на ноќта кон сабота умерено облачно и релативно топло. Утре над најголем дел од Европа времето нестабилно со врнежи од дожд со пад на температурите и ветер. Во западна и югозападна Европа претежно сончево со локална облачност и релативно топло. Во сабота под влијание на циклонска активност над Јадранот најголем дел од денот времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици на Балканот. Обилни врнежи и услови за појава на невреме ќе имаме на Балканскиот полуостров во неговиот најголем дел. Само во Грција сончево, максималните температури од 15 до 31 степен Целзиусов. Во Македонија во сабота умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветер и свежо со пад на температурите. Во северозападните и западните делови пообилни врнежи локално и на 20 литри. Минималните температури од 11 до 21, максималните од 21 до 29 степени Целзиусов. Во Охрид во сабота умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Локално се очекува да наврнат и до 20 литри дожд. Минималната температура 17, дневната 22. Во недела претежно сончево со локална облачност и свежо. Минималната температура 10, дневната 18 степени. Во понеделник студено утро, температурата само 6 степени. Во текот на денот сончево и топло време со максимални 20 степени. Во вторник умерено облачно и нестабилно со услови за слаби локални врнежи од дожд, утринската 8, дневната 13 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Државното јавно предпријатие Колекторски систем нема да дозволи исклучување на системот од снабдување со струја и влевање на нетретирана фекална вода во Охридското езеро, поради високите сметки за електрична енергија, уверува директорот Владимир Алексиовски. Тој смирува дека и покрај тоа што фактурите се дури 7 пати повисоки од порано и предпријатието не може да ги сервисира во целост, поради дејноста која ја извршува, постојат законски механизми со кои системот не може да остане исклучен од напојување. Еколошка катастрофа на Охридското езеро со влевање на нетретирани води и поплавување на улиците во Охрид и Струга со фекалии поради исклучување на колекторот за неплатени високи сметки за струја, државното јавно предпријатие Колекторски систем во никој случај нема да дозволи и граѓаните можат да бидат сигурни во тоа, уверува директорот Владимир Алексиовски. Фактурите за струја се со астрономски суми. Последната за месец јули е 9 милиони денари, а истиот месец лани сметката на предпријатието изнесувала 1,6 милиони денари. Тоа е зголемување на трошокот за 700%, односно 7 пати повисока сума. Ако се земе предвид дека јавното предпријатие месечно од граѓаните на територија на Охрид и Струга за одведување и третман на отпадните води наплатува вкупно 6,5 до 7 милиони денари, тешко дека ќе успее да ја подмери обврската кон добавувачот на струја. Значи, ние никако нема да дозволиме да останеме исклучени од снабдувачот со електрична енергија. Постојат законски регулативи кои што кажуваат дека токму ваквите предпријатија, односно оваа дејност која што ја обавуваме, во никој случај не може да биде оставена да биде исклучена од снабдување со електрична енергија. Согласно законските регулативи, ние ќе побараме времена мерка со која што ќе му биде наложено на добавувачот на електрична енергија истата да ја вклучи во истиот момент. Значи, може да биде временски пола сат или сат разлика, каде што ние ќе постапиме согласно законот и повторно ќе кажам, гарантираме дека во тие половина сат или сат време нема да имат излевање, ама буквално нигде. Дополнително предпријатието има долг кон Евана од 40 милиони денари. Потрошувачката на електрична енергија за работа на 18 препумпни станици е голема поради застареноста на пумпите и преголемата количина на атмосферска вода која се меша со секундарната канализација, се влева во системот и се спроведува до пречистителната станица. Со односот помеѓу фактурирана вода и реално спроведена е 1:3 и тоа е огромен проблем кој општините треба да го решаваат со одвојување на атмосферската од фекалната канализација, посочува Алексиовски. Друг проблем е загубата на вода кај водоводните предпријатија, која се движи од 60 до 80%. Бараме кражбата на вода да биде исто како кражбата на електрична енергија, кривична постапка. Јас со сигурност тврдам дека голем процент од тие загуби не се загуби, него се кражби на вода. И ако ние донесеме како држава законско решение, повторно ќе кажам, кражбата на вода да биде кривично дело, тоа секој ден совесен граѓанин ќе размисли дали ќе има див приклучок или ќе користи вода која што не е регистрирана на начин како што треба да биде регистрирана и согласно тоа ќе се подигне фактурирањето и прибирањето на средства како кај водоводните предпријатија, така и кај нас. Неделава во регулаторна комисија за енергетика и водни услуги се одржал состанок за предизвиците со кои се соочува државното јавно предпријатие Колекторски систем, сите пречистителни станици и јавни предпријатија поради енергетската криза. Проблемот треба да се решава системски, вели Алексиовски, додавајќи дека не може постојано да се бара помош од државниот буџет, а зголемување на сметката за услугата кон граѓаните треба да биде последна опција. Единствено за кое се размислува во поглед на цената на услугата е да се одреди некоја минимална месечна паушална ставка која што ќе се прибира за одржување на системот. Државното јавно предпријатие Колекторски систем во соработка со ЕСАМА разгледува и план за поставување фотоволтаици кај пречистителната станица во Ложани, каде согласно пресметките има можност да се инсталира 1,6 мегавати мојкност. Таа струја во целост би ја покривала месечната потрошувачка на електрична енергија на предпријатието. Изминатава летна сезона подобра во однос на двете тешки години во пандемијата, но не доволно за закрепнување на туристичкиот сектор во светски рамки. Ова е заклучокот на туристичките експерти кои деновиве се дел од меѓународната научна конференција
што се одржува на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Изминатава туристичка сезона беше поуспешна во однос на претходните две, кои минаа во рестрикции и ограничувања за време на пандемијата. Ова е заклучокот на туристичките експерти кои деновиве се дел од меѓународната научна конференција за туризам и угостителство што се одржува во Охрид. Враќањето на туризмот на старите патеки сепак се очекува од следната 2023 година. Ова е најдобра година од почеток на пандемијата. Јас очекувам до крајот на годината да има повеќе од 2,5 милиони ноќевања. Тоа беше очекувањето за оваа година. Ако продолжат состојбите да се вака поволни, следната година очекувам да го достигнеме онај број од 3 милиони 200 илјади ноќевања што го имавме во 2019 година и тогаш да го ствариме и онај финансиски бенефит од 400 милиони евра приход од туризмот. Охрид мислам дека добро ја одработи сезоната. Многу добро е тоа што се организира нови настани како Винофестот, во најава е и Пивофест. Тие настани има за цел да прошират сезоната. Најголемиот проблем за стабилизирање на туристичко-угостителската индустрија се должи на енергетската и финансиската криза, сметаат експертите. Иако ни се чинеше дека ќе продолжиме онаму каде што застанавме 2019 година, се чини дека темпото на продолжување, односно враќање во нормала е некако отежнато. Брзината со која што би се развивале понатамошните збиднувања, односно прилики и неприлики во туризмот е навистина се едно многу бавно темпо, пред се поради кризата, енергетската криза, кризата поврзана со војната во Украина, но може би вештачки генерираните состојби, ето се соочуваме со една огромна инфлација, не само во нашата држава, не само Македонија, туку во светски рамки. Туристите се со се поплиток џеп, само ги користат основните услуги, ретко се решава да одат на некои екскурзии или да користат разноразни активности кои што се нудат. Туристички експерти од Европа и Соединетите Американски држави деновиве ќе ги изложат своите трудови, ќе разминуваат искуства за подобрување на состојбите во туристичкиот сектор, како најпогоден во пандемијата. Разговори за касарна, истражувања и изложба за реупотреба на просторот кај поранешната Охридска касарна е настан во организација на колективот Архрид. Колективот на архитекти го потенцира значењето и потребата од конкурс во изнаоѓање квалитетни решенија и изработка на сеопфатна архитектонско-урбанистичка студија. За визиите за тоа како треба да изгледа просторот на касарната во иднина ќе се разговара во сабота на 17 септември во касарна Хаб. Поранешната Охридска касарна има огромен потенцијал за парк шума кој со мала интервенција може да прерасне во супер простор. Ова и други визии за просторот на касарната ќе бидат изложени на првиот настан Разговори за касарна во организација на колектив Архрид, вели Иво Лазаровски, член на колективот на архитекти. Во секој случај треба да има конкурс, треба да има момент приоритет за реупотреба. Значи имаме постојни потенцијали тука, имаме инфраструктура, имаме зеленило, имаме објекти кои би требало да имаат приоритет за реупотреба. Така што потенцијалот кој касарнава го носи, прво би требало да биде искористен пред да интервенираме со некој нов објект. Во рамки на презентацијата излагање ќе има представник на касарна Хаб, кој ќе ги даде своите мислења за просторот. Потоа излагање на Архрид, запознавање со јавноста, потоа ќе следат стручните истражувања во кои има и магистерска теза која го опфаќа просторот на касарната. Накрај ќе зборува професор доктор Мишко Ралев, председател на Асоциацијата на архитекти на Македонија. Целта е да се подигне свеста на јавноста за овој простор, квалитетите на овој простор, како и да се дадат стручни мислења за квалитетите на местото касарна и на крај потребно е меѓународен архитектонско-урбанистички конкурс
кој што е неопходен за правилно истражување, правилни анализи на местото, со што би можеле да добиеме некоја сеовкупно истражување, кое што би требало да роди добри решенија во склоп со контекстот. Архрит како колектив на млади архитекти сметаат дека треба стручниот став за актуелни теми да излезе на површина, впрочем како што и прашањето со касарната. Затоа ги повикуваат охријани да присуствуваат на настанот разговори за касарна. Оваа сабота, 17 септември во 18 часот во просториите на Касарна Хаб и да се вклучат со своји идеи со цел зачувување на последната зелена оаза во градот. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 7 лица загина и исчезнати во катастрофалните поплави кои ја зафатија Италија по поројните дождови. Меѓу исчезнатите и мало дете во градот Барбара, како што пренесувала Стампа. Детето било со својата мајка во автомобил кој се заглавил во водата. Мајката успеала да излезе од возилото со детето во раце, но во еден момент го изгубила. Спасувачите успеале да стигнат до неа и да ја спасат во текот на ноќта, но детето немало трага. Десетици возила се однесени од поројните дождови и во италијанскиот регион Марке објавија италијанските медиуми. Локалните власти соопштија дека не очекувале ваква ненадејна водена бомба, а околу 400 мм дожд паднале во рок од 2 до 3 часа, што донело големи проблеми на улиците во неколку градови. Спасувачите се уште трагаат по преживеани, соопштуваат властите. Масовна гробница од 440 гробови е пронајдена во источниот украински град Изјум откако беше ослободен од руска контрола, изјави висок полициски службеник за Sky News. Полицајците од Украина пронашле и голем број други гробни места откако почнаа да ги истражуваат злосторствата извршени во делови од регионот Харков кои беа под руска контрола со месеци, но сега се повторно под контрола на Украина. Знаеме дека некои биле застрелани, некои биле убиени од артилериски оган, некои биле убиени од воздушни напади. Имаме информации дека многу тела се уште не се идентификувани, така што причината за смрт ќе се утврдува во текот на истрагата, велат представници на украинската полиција. Унгарија повеќе не може да се смета за целосна демократија, соопшти Европскиот парламент во моќното символично гласање против владата на Виктор Орбан. Во резолуцијата поддржана од 81% од европратениците присутни на гласањето, парламентот наведе дека Унгарија станала хибриден режим на избор на автократија, наведувајќи го рушењето на демократијата, основните права и владењето на правото. Иако гласањето нема практичен ефект, го зголемува притисокот врз властите на Европската унија во Брисел да не исплатат милиарди за Унгарија, што се задржува поради загриженост за корупцијата во земјата. Унгарија се бори да ја убеди Европската комисија да ослободи 4,6 милиарди евра од фондовите за закрепнување од ковид кои се замрзнати повеќе од една година. Будимпешта се обидува да спречи и посебна правна процедура што може да доведе до одбивање од 24,3 милиарди евра од кохезионите фондови и пари за инфраструктура и економски развој. Европската комисија се очекува да предложи намалување на 70% од кохезионите фондови на Унгарија, но исто така ќе остави простор за компромис. Ерменското министерство за одбрана не соопшти дека се одржува примирие на границата со Азербејџан по разгорувањето на борбите поврзани со денисенијскиот спор меѓу кавказските соседи за отцепениот регион Нагорно Карабах. Судирите кои избувнаа на 13 септември, најжестокиот како двете страни водеа војна во 2020-та, завршија благодарение на меѓународната инволвираност во текот на ноќта на 15 септември, соопшти Советот за безбедност на Ерменија по претходните неуспешни обиди на Русија да посредува во примирие. Азербејџан официјално не го потврди прекинот на огнот, кој првично беше објавен од Советот за безбедност на Ерменија. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.